Во ова издание на Newsflash ке гледате. Лидерите на НАТО во Шпанија со нов стратешки концепт. САД ја зацврстуваат својата позиција во Европа. Ве носиме повторно во Аљаска кај најсовремениот радар во земјата кој ги следи најсмртоносните ракети во светот. Зашто се користи и како вид растение е кола-оревот кој го има во Западна Африка? Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чонобовски. Лидерите на НАТО на состанокот во Мадрид го одобрија новиот стратешки концепт на Алијансата во кој се утврдуваат приоритетите, основните задачи и пристапите на Алијансата за следната деценија. Документот исто така ја дефинира Русија како најзначајна и најдиректна закана за безбедноста на сојузниците. За Украина ќе има поголема помош. НАТО исто така ги повика Шведска и Финска да станат членки на воената алијанса. Американскиот претседател Џо Бајден најави дека ќе го зголеми бројот на американските воени сили во Европа. Еве што друго рече. Денеска објавувам дека САД ќе подобрат нашата позиција на сила во Европа за да одговорат на променетото безбедносно обкружување како и да ја зајакна нашата колективна безбедност, рече Бајден. Претходно оваа година го зголемивме нашиот број на дополнителни 20.000 американски припадници во Европа за да ги зајакна нашите линии како одговор на агресивниот потек на Русија, со што вкупниот број на нашите сили во Европа сега е 100.000. Ке продолжиме да ги прилагодуваме нашите сили врз основа на заканата во тесна консултација со нашите сојузници, рече Бајден. Бајден исто така истакна дека САД испраќаат дополнителни поморски разурнувачи кои ќе бидат стационирани во Шпанија, формирајќи постојан штаб за американскиот 5-ти армиски корпус во Полска, како и испраќање на 2 дополнителни борбени авиони F-35 во Обединетото кралство. Председателот Путин не успеа да ја затвори вратата на НАТО, рече Столтенберг. Тој го доби спротивното од она што го сакаше. Тој сака помалку НАТО, Путин доби повеќе НАТО, со тоа што Шведска и Финска ќе се приклучат на нашиот сојуз. Но не само во Европа, САД се подготвени и во воздушната база во Аљаска, која е клучен дел од американскиот противракетен одбранбен систем. Дописничката на гласот на Америка во Пентагон, Карла Баб, доби ексклузивен пристап до базата, каде што најсовремениот радар во САД ги следи најсмртоносните ракети во светот. Implement site reporting. This is clear. Stand by for site reporting. Have you received an LMPI? Наводна интерконтинентална балистичка ракета што туку лансирана од територијата на Северна Кореја алармираше вселенскиот радар. Сега овој тим од воздушната станица во Аљаска мора брзо да го потврди тоа со нивниот копнен радар. Ова лансирање од Северна Кореја е само вежба декласифицирана за гласот на Америка, за да ни покаже како станицата служи како виртуелен штит за откривање. Но заменик командантот на базата, мајор Дейв Ким, вели дека тие лансирања се дел од животот овде, зашто Северна Кореја истрелала 16 балистички ракети оваа година, вклучително и лансирањето на интерконтинентална ракета во месец март. Ги следиме 24/7, гледаме што прават. Сакам да ја опишам оваа работа како мисија без грешки. Нема простор за грешка, апсолутно никаква. Товарот на ракетата се одделува во Вселената создавајќи сложени полиња со отпад. Копнен радар на Вселенската станица може да следи вселенски објекти на оддалеченост до 5000 километри, но сликата не е јасна што ја отежнува работата. Поради тоа, американската влада изгради друг уред од 1,5 милиарди долари за следење, новиот радар со долг дострел. Гласот на Америка доби ретка можност да го види радарот. Технологијата, според официјалните лица, го прави најсофистицираниот радар на планетата. Радарот може да ја прецизира противничката закана и да направи разлика кој објект е боева глава што сакаме да ја погодиме. Кога би можел да го споредам со нешто, би било како гледање обична телевизија наспроти 4K или 8K телевизија. Но само следењето нема да го спречи проектилот. Мораме да го погодиме и тоа е нешто што мораме да го направиме. Подполковникот Крис Штуц командува со баталјонот за противракетна одбрана во Форт Грили, Аљаска, надгледувајќи ги војниците кои штитат 40 од овие проектили за сузбивање на такви ракети, познати како копнени пресретнувачи, сместени длабоко под земја.
we'll see that incoming threat, and if we are authorized Ќе ја видиме таа закана и ако сме овластени да се вклучиме, тогаш нашиот вооружен систем ќе испрати план со задачи и колку проектили ни се потребни да ја елиминираме. До сега пресретнувачите погодија само 10 од 19 цели, што е стапка на успех од 53%. Но Јан Вилијамс од Центарот за стратешки меѓународни студии вели дека тоа е погрешно. Доколку навистина истражувате, многу од неуспешните тестови беа направени во раните прототипови на модели кои не се модели што се користат денес. Всушност, ако го анализираме денешниот модел, денешните пресретувачи, има само еден неуспех. Владата овде изгради 20 нови силоси. Гласот на Америка е првата телевизија што ќе влезе таму. Take a look at this. This is the inside. Погледнете го ова. Ова е внатрешноста на еден од новите ракетни силоси во кој ќе биде сместен пресретнувачот од следната генерација. Тие треба да бидат оперативни околу 2028 година и ќе бидат понапредна верзија на сегашните пресретнувачи овде во Форт Гриле. Со уверување дека заканите од Северна Кореја продолжуваат, овие бази сместени во дивината на Аљаска остануваат последната линија на одбрана на Америка. Кола оревот кој содржи кофеин се користи за многу работи. Тоа е антиоксидант, состојка во безалкохолните и енергетските пијалоци, а некои велат дека дури и е афродизијак. Еве зашто станува збор. Кола оревот е автохтон вид растение за брегот на екваторијална Западна Африка. Со оглед на неговиот широк опсег на употреба, вклучително и како состојка во безалкохолни енергетски пијалаци, извозот вртоглаво расте. Според Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите нации, големите производители во регионот, Нигерија, брегот на слоновата коска, Камерун, Гана и Сиера Леоне, во 2019 произвеле над 260.000 тони од овие јаткасти плодови. Таа година индустријата вредеше над 270 милиони долари. Историски, овој плод се користел за време на традиционалните настани, како што е оваа муслиманска венчавка во Ањама, предградие на Абиџан. Во некои делови од соседните земји, Мали, Буркина, Фасо, Нигер, да се понуди кола орев е како да се нуди богатство. На старец или на имам, ако му дадеш 10 кола ореви, за него се како милион. Покажува почит. Одгледувачот на кола, Ерве Декбосе, има добар бизнис ова. Од неговиот имот во Агровил, град во југоисточниот брег на слоновата коска, на 7 хектари произведува до 20 тони кола ореви годишно. Првично ја напуштил семејната фарма, заминал на колеж, но се вратил затоа што верувал дека парите се во бизнисот со кола оревите. Ако бизнисот со кола се пробие на меѓународниот пазар, мислам дека многумина ќе одлучат да се вклучат во него, на ист начин како со какаото, гумата или маслото од палма. Ањама е центар на тргување со кола во брегот на слоновата коска. Солемани извезува 10.000 тони кола ореви годишно во Нигерија. Сака да го прошири својот пазар. Сакаме да направиме плантажи надвор од Африка, во Европа, Азија и САД, да бараме партнери. Ако имаме партнери, ќе биде подобро. Кола мора да стане позната низ целиот свет. Кога пазарот почна да расте, производителите, трговците, извозниците го формира Интерпрофесионалната асоциација за кола или Интеркова во 2017. Целта на организацијата е да ја прошири употребата на оревот во сите индустрии, особено во секторот на газирани и безалкохолни пијалаци. Целта на Интерпрофесионалната кола асоциација е да го зголеми присуството во индустријата, додава вредност, ги ограничува загубите по бербата, што е случај кога се продаваат непреработени јаткасти плодови. Се движиме кон средоречен и долгоречен пристап за зголемување на учеството во индустријата. Но за овие одгледувачи, внесувањето на кола оревот во повеќе производи е примерна цел. Тоа беше се во денешното издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски од студиото во Вашингтон. Имајте убав остаток од денот. Пријатно.